Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Дали некогаш сме се запрашале дали во тоа што веруваме понекогаш е лага? Мора да разбереме дека ѓаволот е лажливец. Тој ги лаже луѓето, ја испревртува вистината. Тој е татко на лагата. Тој не знае ништо друго освен да лаже. Се наметнува прашањето што е измама? Да се биде измамен, значи да се верува во лага. Ако одредена личност е измамена, тоа значи дека таа личност верува во нешто што не е точно, но преминува во незина реалност бидејќи верува во тоа. Дали сме свесни дека во се она во што веруваме прераснува во наша реалност, дури ако воопшто не е вистина? Например, можеме да поверуваме дека некој не сака, не им се допаѓаме и да поминуваме низ процесот на измачување со мислите дека не сме сакани, прифатени, а всушност вистината може да биде сосем спротивна. Тоест, тој човек може би воопшто немал никакви лоши мисли за нас, или може би воопшто не ни размислувал за нас. Прашање до сите нас. Во колку лаги веруваме? Yes, we're calling for your glory. Yes, we're calling for your glory. Oh, we're calling for your glory, the reign of your kingdom. Jesus, oh, we're calling for your glory. We're calling for your glory. Oh, we're calling for your glory, the reign of your kingdom. Oh, the reign of your kingdom, the reign of your kingdom. Come establish yourself here. Come establish yourself. Yes, we're calling for your glory, God. Oh, we're calling for your glory. Yes, we're calling for your glory. Oh, we're calling for your glory. Мора да бидеме искрени дека ниту еден од нас не верува во некаква лага и да не е свесен за тоа. Како би знаеле во која лага веруваме? Па вака. Да започнеме уште денес да откриваме која лага сме ја прифатиле како вистина, прашувајќи го небесниот татко во молитва да ни открие. Секоја лага во која веруваме значи дека ѓаволот ни краде нешто што не припаѓа нам, а Господ Бог сака да го имаме. Исус Христос ја понесе секоја наша мака, секој наш проблем, за да живееме победоносно.
Дали дозволуваме проблемот да не држи во затвор? Дали го познаваме нашиот непријател? Во послание на апостол Петар 5:8 пишува: Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Што сака да каже со глаголот трезвени? Значи да бидеме будни, предпазливи, што мислиме, за што размислуваме. Следниот пат, кога ќе бидеме тажни, депресивни, да се запрашаме зашто размислуваме, какви се нашите мисли, или следниот пат, кога ѓаволот ќе не покани на забава за само сожалување, да се запрашаме зашто сме размислувале. Сме размислувале за тоа што немаме ние, а што другите луѓе имаат, што не прават тие за нас или ние за нив и така натаму. Сето тоа можеме да го свртиме едноставно мислејќи на начин како што Господ Бог мисли. А како мисли Бог? Пишува во неговиот збор, во Светото писмо. Тоа е упатството за нас. Не случајно ни го дал, за да знаеме кон кој правец да се движиме, на што да внимаваме, што да правиме, како да мислиме, како да зборуваме. Колку повеќе го знаеме неговиот збор, толку повеќе ќе знаеме кои сме и што е нашата мисија. Да започнеме уште денес. А по 1 година, или 2, или 5, дефинитивно нема да бидеме исти. Ѓаволот не сака да знаеме што пишува во Божиот збор, бидејќи во спротивно би ја знаеле вистината. Како што ни укажува Исус Христос, јас сум патот, вистината и животот. Во Божиот збор пишува дека ѓаволот обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Да изјавиме: тоа нема да бидам јас. Некогаш сатаната беше прекрасен архангел, кој беше задолжен за славење, за музика. Но еден ден толку се возгордеа што сакаше да седне на престолот на небесниот татко, Создателот, креаторот на се што постои. Сатаната се бунтуваше, се спротивставуваше. И токму заради тоа Господ Бог го исфрли од Царството Небесно, заедно со другите ангели кои го следеа сатаната. И така, оттогаш ѓаволот е на земјата и го напаѓа секое Божјо создание на каков било начин. Дали преку болест, сиромаштија, какво било мачење, психичко, физичко, незадоволство, односно секаква форма на болка. Како што пишува во Ефесјаните 6:12. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Како родител, зарем не е поболно да ги гледаме нашите деца како страдаат отколку нашето сопствено страдање? Затоа Господ Бог ни обезбеди спасение, не остави без помош. А тоа што треба ние да го сватиме тоа дека нам ни е даден авторитет над ѓаволот. Кога Господ Бог ги создаде Адам и Ева, им даде авторитет да владеат, но откако погрешија, својот авторитет му го предадоа на ѓаволот. Но она што е најважно, Господ Исус Христос му го одзеде авторитетот на ѓаволот и му го врати на секој оној кој верува, како што пишува во Лука 10:19. Ете, ви давам власт да газите на змии и на скорпи и над секоја непријателска сила, и ништо нема да ви напакости. Што значи? Ние имаме авторитет над ѓаволот. Ѓаволот е моќен онолку колку што ние му даваме моќ. Свесни ли сме за ова? Штом го знаеме ова, дека даден ни авторитет, каква корист би имале доколку не го користиме? Докога ќе му даваме дозвола на ѓаволот да ни краде, да не уништува? Докога ќе седиме и нема да се спротивставиме? Ние сме војни, како што гласи Божиот збор.
Поради тоа, примете го сето оружје Божјо, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите да се одржите. И така стоите, откако ќе се опашате со вистината и ќе се облечете во оклопот на правдата, и нозете да ви бидат обуени во приправност за да благовестите мир. А над се, земете го штитот на верата со кој ќе можете да ги угаснете сите вжештени стрели на ѓаволот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо. Дали знаеме што значи да му се спротиставиме на ѓаволот? Тоа значи дека во моменти кога имаме проблем, спротиставувањето на ѓаволот не значи спротиставување на проблемот, туку да се спротиставиме, да се однесуваме како ѓаволот, дотека кога имаме проблемот. Суштината е кога имаме проблем, токму тогаш да се однесуваме исправно, да правиме добро, да сме послушни на Божјиот збор, а не да го правдаме нашето однесување со тоа дека имаме проблем. Во послание до Римјаните 12:21 пишува: Не дозволувај злото да те победи, туку победи го злото со добро. За многумина од нас ова е сосем нелогично, но тоа е Божји принцип. Да ги сакаме и да ги благословуваме нашите непријатели. Измама на ѓаволот е што постојано лаже во врска со тоа кој и каков е нашиот небесен татко. Го става сомнежот кај луѓето за постоењето на Господ Бог, дека виновник за сите лоши работи, болести во светот е Господ Бог. Ѓаволот ги убедува луѓето дека не се создадени од Господ Бог, а вистината е како што пишува во Божјиот збор. Пред да те обликувам во мајчината утроба, јас те знаев. Пред да излезеш од мајчината утроба, јас те посветив. Кој мене ме слуша, ќе живее безопасно и спокојно, не плашејќи се од злото. Божјиот збор е одбрана од лагите на ѓаволот. Она што треба да знаеме дека сме деца на семојкиниот Бог, дека не сака да не благослови, но и дека треба да сме свесни дека имаме непријател, кој постојано сака да ни го одземе она што Бог ни го дава. Да се спротивставиме на лагите на ѓаволот со тоа што ќе речеме не. Не на тоа дека никогаш нема да оздравиме, не на тоа дека не сме способни да промениме, не на тоа дека не можеме да го ствариме нашиот сон. Целата негативност треба да ја фрлиме на ѓаволот, а не да ја чуваме во нас, или пак да ја шириме околу нас. Во второ послание до Коринтијаните 10 пишува: Зашто иако живееме во телото, не војуваме со телото, зашто оружјето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога за разурнување на тврдини, па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христос. Од овие стихови заклучуваме дека ја поробуваме секоја мисла што не е од Христос. А ако не е од Христос, тогаш е од ѓаволот. Бидејќи Исус рече: Јас дојдов за да има живот вечен и тоа во изобилие. Се спротивставуваме и не ја примаме како вистина лагата на ѓаволот. Да му веруваме на нашиот небесен татко, да веруваме во љубовта на Исус Христос, да го следиме. And I am available. Here I
And here I am, come and lean on me. I am yielded, and I am available. Светиот Дух ни говори: All of me all for you. фати ме за рака и ќе те однесам далеко од се на тивко место, каде што ќе можеме да разговараме. Сакам да поминам време насамо со тебе и да ти кажам за нештата кои доаѓаат. Сакам да ти шепнам и да ти објаснам. Сакам да бидеш излекувана од трауми, од твојата болка. Сакам да ги тргнеш настрана некои од работите кои не ти се јасни. Сакам да разговарам со тебе, да ти објаснам за многу нешта. Сакам да ти кажам колку многу убави работи се вложени во тебе и дека сакам да те наградам. Јас никогаш не те напуштив. Јас имам планови за тебе, за ти да напредуваш. Имам планови за да просперираш. Јас го праќам мојот збор за да те излекува и твоето тело се лекува сега. Твојот имунолошки систем се обновува сега. Збунетоста и мисловната магла што ја имаш исчезнува сега во моќното име на Исус Христос. Прими го ова по вера. Исус Христос ти говори: ќе завршиш животната трка успешно. Го имаш мечот на духот и ќе го потребиш. Ќе исполниш се што е запишано за тебе и ќе успееш. Во сите твои патишта јас сум со тебе. Само запознај ме и јас ти ги управувам твоите патишта, а Светиот Дух ќе ти зборува. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Љуѓевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Lean on me, I am yielded, I am available, and all I want is all you have for me. I am available for you, laying every other thing aside. All I want is you. No other agenda, no other plan. Just to do what you want to, just to do what you want to, just how to move with you, just how to move with you. The plan, but just to be with you. Елиезер,